Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Вчера низ медиумите можевме да сретнеме неколку теми поврзани со случајот Рекет, кои по се го склопуваат мозаикот што не сака да го види ниту Русковска, ниту Јовевски, бидејќи тие му слугуваат на Зоран Заев во моментов. Се кријат докази, се оценуваат луѓе да внимаваат што говорат, се закануваат и тужат новинари. Од 21. април, моментот кога Зоран Заев наводно дознал за случајот Рекет, до денес поминаат точно 8 месеци, а се уште обвинителството и судот, кои се приклештени од Зоран Заев, ловат во матно и се обидуваат да ги прикријат вистинските инволвирани во случајот Рекет, односно нарачателите. Вчера целата јавност можеше да прочита како писмото, за кое што сите видовме преку медиумите, дознавме, кое го испратила Катица Јанева од притвор до Љубомир Јовевски, содржи сведочење од истата Јанева дека Вилма Русковска можно е да ја сокрила незината изјава и да не ја пријавила кај Љубомир Јовевски. Затоа прашуваме, што стоело во изјавата на Катица Јанева пред Вилма Русковска и зошто никој не ја споменува во постапката ова изјава првична на Катица Јанева? Дали во таа изјава Катица Јанева ја разоткрива целата шема на рекетирање, ги открива сите детали и сите инволвирани на луѓето од врвот на СДСМ и власта во најголемиот случај на рекетирање? Дали можеби во таа изјава, која Русковска најверојатно ја сокрила од Јовевски, се споменува и Зоран Заев или некој друг од врвот на власта од страна на Катица Јанева? Од самиот почеток, како ВМРО ДПМН, предупредувавме на неколку работи. Се потврди дека се вистините. Најпрвин, дека се кријат докази, дека се остава простор сите кои што можат да ги прикриваат, се со цел да се спаси главата на октоподот, за која што веќе сите знаеме која е. Катица Јанева имаше доволно простор и време да брише докази и да прикрива докази уште пред да влезе во притвор. Еве сега гледаме дека Вилма Русковска има сомнеж дека сокрила изјава од Катица Јанева каде што ги открива деталите само и само за да ги спаси инволвираните од врвот на СДСМ и власта. Второ, Јовевски и Русковска тврдеа дека нема вмешани политичари во случајот Рекет и јавно на пресконференција и замолија да не се злоупотребували имињата на функционерите од власта. Нормално и таа пресконференција беше само и само за да ги заштитат функционерите на СДСМ и луѓето од врвот на власта. Потоа, видовме дека под притисок на медиумите и јавноста, сепак се потврди и се обелодени дека бил вмешан и политичкиот врв на СДСМ, а од вчера слушнавме и јавно од сведоците на сведочење во случајот Рекет, кои потврдија дека домот на Бојан Јовановски многу често го посетувале Венко Филипче, Александар Кирацовски, Радмила Шеќеринска, Стефан Богоев и многу други политичари од врвот на СДСМ и на владата. На крај, на Заев му требаше многу време да се сети и да одговори на новинарско прашање кое му го поставија, тоа е кога го пријавил случајот Рекет. Главното прашање, зошто, кога го пријавил случајот Рекет, дали усно, дали писмено, бидејќи самиот не знае како го пријавил, нема никаква писмена белешка во институциите од неговото пријавување на овој случај. И дали Зоран Заев е сигурен дека го пријавил случајот во надлежната институција, а не некаде на друго место. Најверојатно во периодот додека чекавме да одговори Заев, тој не можел да се сети дали го пријавил случајот кај Русковска или можеби на некое друго место за да предупреди некого дека веќе луѓето знаат за случајот Рекет и за рекетирањето од страна на инволвираните. Иако Зоран Заев знаел за целиот случај, тој 2 месеци откако наводно го пријавил случајот кај Русковска, се уште ја поддржуваше Катица Јанева, ја штитеше и ревносно се бореше да биде шеф на новото обвинителство. Дали Зоран Заев со таа поддршка се пазареше со Јанева да не ги открива деталите од целиот случај, останува да одговори Заев, или пак доколку молчи како и за се друго, оставаме јавноста да процени што е точно и што било намерата. Очигледно е дека Заев и СДСМ и сите инволвирани се повеќе се заплеткуваат во сопствените лаги. Затоа ги охрабруваме сите сведоци,
сите оние кои што знаат нешто во врска со случајот рекет, да не ја кријат вистината и да ги изнесат сите детали, бидејќи ако некој се обиде некого да сокрие, автоматски станува соучесник во целиот случај. Тоа никому не му одговара, најмалку на вистината и на правдата. Редно време е се да се обелодени. Случајот рекет мора да се расчисти, ќе се расчистат многу дилеми за многу брзо, односно за многу кратко време, откако Зоран Заев, сакал или не ќе мора да ги тргне канџите од институциите, кои што ги има поставено, дали со уцени, со закани, со било што. Времето на Зоран Заев и на СДСМ, почитувани, завршува. Зоран Заев е премиер уште 5 дена и никогаш повеќе. Во ликот на Зоран Заев можеме да видиме само еден исплашен човек, кој што се плаши и е убеден и веќе знае дека не само што нема да биде премиер, туку сите матни, сомнителни, криминални дејанија кои што ги работела оваа влада, за многу брзо ќе излезат на површина. Веднаш, по паѓањето на Зоран Заев и СДСМ од власта, следува одговорност за сите сомнителни случаеви на криминал. Обнова на Македонија мора да има и Република Македонија мора да тргне напред. Сето тоа ќе почне да се случува веднаш после 3 јануари, а ќе продолжи со брзо темпо обновата по 12 април, по доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт и по доаѓањето на Христијан Мицковски како премиер на Република Македонија. Благодарам. Дали има прашања? Нема. Благодарам.